Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма Амбуланта. Во новото издание на оваа емисија денеска ќе зборуваме за проект што ги обединува филмот и креативните работилници. Инаку тие се наменети за подобрување на менталното здравје. Колкава е моќта на креативноста во текот на рехабилитацијата? Дали групната работа на филм може да биде вистинска терапија за пациентите? Денешната Телма Амбуланта ја посветуваме на филмската работилница во психијатриската болница Демир Хисар, од која произлезе филмот Железна тврдина на режисерот Митко Панов. За филмот како терапија во предстојното издание на Телма Амбуланта. Во денешната Телма Амбуланта акцентот го ставаме на филмот како терапија. Разговараме со Митко Панов, македонски режисер, сценарист и продуцент, добитник на Златна палма за најдобар краткометражен филм во Кан во 1991 година. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Тука е и Цветанка Бурзевска, гешталт и арт терапевт и клинички психотерапевт. Добар ден и за вас. И Јасмина Котевска од Суводол, Демир Хисарско, историчар на уметност, автор, кустос, сточар, основачка на невладината организација Небо. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. За време на пандемијата одлучивте да искреирате една креативна филмска работилница во психијатриската болница Демир Хисар, наменета за пациенти. Како се роди овој проект? Како се роди оваа идеја? Јасмина Котевска. Јасмина, започнуваме со вас. Ајде јас. Иницијативата започна 2018-та, можам да кажам, за време на Град на култура, кога Митко имаше ревија на негови филмови во рамки на програмата. Така ние се запознавме во принцип. 2018 исто беше клучна за формирање на Центарот за креативни индустрии Небо и за почеток за соработка со психијатриска болница, односно со лицата штитеници во болницата. И после одредени активности што ние ги имавме со Центарот за креативни индустрии Небо, Митко пројави на некој начин интерес да, тој нешто заеднички да направиме, што би можеле, како филмот, како терапија, да се придружи. И имавме 2020 или 2021 имавме работилница по видеоарт, ние именувавме, во која што штитеници од болницата ни беа учесници, креиравме, имавме, изработуваа сценарија, па, Од некој ќе видите и денес. Ете така. Од таа работилница ние имаме само едно монтирано или готово видео, кое што навистина беше доста добро. И од таму произлезе идејата да се оди понатаму, да се работи на тоа, да снимиме некаков филм, да го користиме филмот како некакво средство во кое што за терапија луѓето би биле вклучени од таму. И мислам дека во иднина ќе можете да видите од тоа што сме го работеле, кога ќе ги имаме резултатите, односно премиерата на тоа што изминативе години, можем да кажем години се работеше. Да, значи главен инстигатор беа активностите на невладината организација Небо, која е формирана од страна на Јасмина и на Стефан Шашков. И они направија неколку работилници, сликарски, фотографски и така натаму. Има и некои дела, всушност. Да, токму тоа. Ова се делата од некои од претходните работилници. Работилници од учесниците. Да, може, кога... Да, може да се прикаже на камера. Со оглед на тоа дека јас во текот на мојата професија... На која камера? Така, еве на оваа камера. Така? Така, и сега вие всушност бевте потикнати од креативноста на... Да, и јас со оглед на тоа дека професионално се занимавав значи сум професор по филм, по практично, значи по филмска продукција. Така и исто сум веќе многу долго години, значи повеќе од 30 години сум инволвиран во филмски работилници, односно јас сум дизајнерот или креаторот на програмата, основна програма за едно училиште кое е најпопуларно за филмски работилници, кој има повеќе од можеби од 100.000 студенти до сега, кој е формирано во 92 година во Њу Јорк и се вика Њу Јорк Филм Академи. И тоа мое искуство ми даде храброст, односно ме направи да се почувствувам дека јас сум во состојба да направам работилница и таму. И тоа беше за време на пандемијата, кога
нели пациентите трпеа со тоа што беа затворени во нивните павилјони, не можеа да циркулираат меѓу нивниот павилјон и центарот за рехабилитација, кој е некое зборно место меѓу 9 и Саба или 2, каде што имаат слободни активности од типот на нели музички кабинет со караоке, ликовен кабинет, општо техничко образование, мислам, нели мануелна работа, ткаење, текстил и така натаму. Беше затворен и поради тоа пациентите се чувствува, не се чувствува како нормално, нивото на аксионсност беше веќе повеќе. И така тука, нели, пошто за време на како што кажува и самиот филм, сите бевме помалку изгубени, немавме и нели се вика, подобро да се најдете во некаква работа отколку да чекате да се промени реалноста, нели? И колку учесници се пријавија? Колку пациенти се пријавија? На првата средба која беше во март 21 година се појавија 30 и неколку луѓе, од кои двајца беа филмски студенти, еден по сценарио, овакво и еден од Тонец, од Есра, радио сценарио од Бугарија и ја бев изненаден дека они не учествува на крај во самата работилница од 21 околу 10 пациенти, а во втората во 23 година кога ја повторивме учествува само 6. И тоа се во филмот ќе ги видите тие од 23-та, затоа што таа работилница од 21 која по моје мнение беше по наводници неуспешна затоа што не успеавме да ја донесеме до својот логичен и посакуван крај, кој секогаш, ако правите филм, треба филмот и да се прикаже. Ако филмот бил снимен, а никој не го види, дали филмот навистина бил снимен? Така. Може би никој не го снимил, може би е фейк ньюс филмот. Така да ние ја снимивме таа работилница, меѓутоа нашите капацитети, моите капацитети да обезбедам средства и на Јасмина не беа доволни, ние не можевме да ја довршиме таа работилница. И тоа беше едно огромно чувство за мене на фрустрација и дека почнувате нешто што е филмска работилница, зашто имате навистина експертиза, сте собрале некој во наводници Dream Team и едноставно не постоеше можеби доволен интерес за такви теми и тоа ме наведе да размислам како да го завршам оваа работилница, како тие неколку филма кратки кои ги направија нашите учесници, односно кои ги направивме заедно, како да се прикажат во културниот дом во Демир Хисар. Затоа што дури и во школските филмови, за школските филмови постои на крај проекција на крајот од годината, каде што може да добиете или пофалби или јајци и патлижани. Секако, значи критика на крајот. Да, така да тоа што го поттикна да се претвори работилницата во филм е фактот дека како работилница ние не успевме јас се осетив тотално едноставно без средства, жива фрустрација. Затоа што работилница не се прави како еден човек, не сум ја тој што меѓутоа евентуално дојде до таква ситуација каде што сега имаме филм, така да и така натаму и тоа е нешто во терапевскиот процес ја би сакал да идам кај Цветанка за да го заборавам целото тоа, значи непријатните моменти од тоа искуство и тоа е поентата со терапија, значи ние и во правење на филмови имаме некои доживеуваме некои трауми и ако не ги адресираме, тие нас ќе не адресираат. Цветанка, филмот може да има терапевска моќ, бидејќи понекогаш очигледно може и трауми да создаде работата. Од страна на производителите на филмови само трауми. Така. Но од страна на учесници. Може ли креативноста да има исцелителна моќ? Уите како. Значи, зборувам и за здравата и за болната страна на личноста. Креативноста е нешто што не одржува во живот. Нешто што ни е двигател и мотиватор. Понекогаш знае да не создаде нелагодности и непријатности во целиот тој процес, меѓутоа пред се е процес низ кој што поминуваме. Процес низ кој што ни дозволува да растеме. Филмот е еден таков убав процес каде што ги поминуваш едноставно сите чувства таму, како и на секоја друга креативна терапија која што арт-терапија, уметничка терапија која што спаѓаат буквално сите модалитети, не е само со цртежот, туку и музикотерапија, драмотерапија, терапија со пишување, танцот како терапија, телесна терапија и така натаму. Значи ги опфаќа повеќе модалитети. Дали овие алтернативни форми на терапија
често се применуваат кај нас? Запознаени се луѓето дека постои нешто вакво? Во последно време, да, почнуваат да се запознаваат, почнуваат да бараат, затоа што тоа е еден начин, едноставно канализирање на сите оние чувства кои што не знаеме да ги звербализираме. Ние ќе кажеме, меѓутоа дел од тие чувства ќе останат заробени во нас. Па дали тоа ќе биде преку цртање, дали преку музика, дали преку правење на филм, дали преку танцување, значи сето тоа канализираме одредени чувства кои што останале во нас. Така, да проговориме за актерите. Да. Како филм снимија и на кој начин ги поделивте улогите? Значи, актерите всушност беа пациенти. Да, да, лица учесници хоспитализирани во психијатриската болница. Јас милувам да го кажам тој термин без пациенти, некако тоа не ми се допаѓа како израз. Лица хоспитализирани или штитеници на болницата. Да, во дадениот момент пациенти, затоа што речи сите од нив евентуално нели излагаат надвор, односно имаат шанса за ресоциализација и тука сме и ние малку нели дел од таа тема. Ја мислам затоа сме овдека да збориме за тие моменти на ресоциализација, односно како не како самата здравствена установа ги третира нели тие луѓе, туку како ние како друштво потоа им помагаме и ги прифаќаме во тој процес нели што го викаме ресоцијализација. Значи тоа е клучното прашање. Тоа е клучното. Така, кога се пријавија да бидат учесници, со какви емоции и очекувања влегоа во проектот? Многу позитивни, изузетно позитивни. Знаете, од таа 2018 година наваму, Небо има активности наменети за лицата во психијатриска болница. Главно ние работиме сликарски работилници, сме имали, како што кажа Митко, и работилница по фотографија, аналогна фотографија. И навикнати се, нели, не сите. Тоа се дел од лицата кои што сакаат да земат учество во тие активности. Навикнати се нешто да се случува, нели? И кога кажавме дека ајде сега ќе снимаме филм, па искрено јас мислам дека не само за нив и за нас беше возбудување дека нели сега ќе снимаме филм и нешто ќе се случува. Беше позитивно, значи позитивен беше нивниот пристап, има очекувања, влегоа во своите улоги, нели максимум на што можеа да го дадат. Мене исто ми е доста интересно што ние, например, кога го снимавме филмот, не беше според тие стандарди. Јас не сум од индустрија на филм, Митко може подобро да каже, но ние немавме сценарио. А без сценарио? Без сценарио снимавме. Тоа е најинтересниот момент. Во филмска работилница не сме, значи тоа е во терапевскиот процес не сте повикани за вие да ни ги кажувате вашите големи идеи, туку да слушате какви се нашите идеи како учесници, дали сме пациенти, студенти, не е битно, и да ни помогнете да ги артикулираме нашите чувства, нашите размислувања, нашите стравови и надежи. Значи требаше се договорите каков жанр ги снимате? Не можеме да се договориме, како што се договоривме за оваа емисија. Значи нема договор, се појавувате пред камера и тоа е тоа. Што ќе го оставите, тоа е тој трак. А кој жанр излезе на крај? Само што процесот, за разлика од вашите телевизиски емисии, трае 4 години. Ке се сними една, ке се погледне, ке кажеме, ова е глупости. Ајде уште еднашка. Ајде на поинаков начин и така преку пробување и грешки дојдовме после 4 години до некој резултат кој може да кажеме, еве, ова е филм кој може да се представи пред публиката, кој има почеток, средина и крај. Но улогите ги поделивте на некаков начин, така? Дефинитивно, значи тие се поделени, значи целиот процес и методологијата на изработка на овој филм е многу посебна. Значи јас сум педагог, значи имам многу големо искуство во создавање на овакви програми и сакам да кажам дека ние направивме нешто што јас никогаш не би го препорачал на моите студенти. Или пак во популарните серии се вика Don't do it at home. Не пробувај да го повторуваш истото и дури реков, мислам, сватив преку еден од учесниците во филмот, дека доколку постои во филмска терминологија нешто како што во спортот постои екстрим спорт, ова би било екстрим филминг, значи едноставно кој го преминува границите, црвените линии, затоа што филмот е неминовно поврзан со контрола.
Значи, режисерот, неговата улога е да го контролира сетот и да го контролира филмот, односно да се знае дека ќе се испорача нешто артикулирано и нешто што има смисол. Меѓутоа, ова не е ситуација каде што вие на никого можете ништо да гарантирате, и тоа за мене беше огромен предизвик и да, ми беше потребно време, неколку години да сватам уствари да, каква ситуација, дека треба сосема да го променам периодот, односно да го прилагодам за постоечките услови кои ни најмалку не одговараат на моите замисли и на тоа што би го направил. Значи, као прво ви треба екипа за да направите филм. Филмот е тимска работа, за разлика од сликарството, од поезијата, од литературата, каде што можете да се скриете во својата соба и да творите. Во филмот мора да направите група. Тоа е групна, нели, тимска. На филмскиот сет постои хиерархиска структура и сите што се учесници на еден сет многу добро знаат како да се однесуваат за да не постои, нели, конфликти, колизии и така натаму. И сега, кога имате, нели, така наречена маргинализирана група, односно каде што вашите можности да го предадете знаењето се малку поограничени и каде што мора повеќе, нели, да помогнете, така. Треба многу повеќе помош, а немате екипа и тоа е веќе драмски конфликт. И јас едноставно бев во таква ситуација, викам, ова е филм. Ова е за мене траума. Дефиниција на траума е искуство за кое ништо не можело во животот да ве припреми. Не сте можеле да поверувате дека ќе бидете во ситуација како таа и потоа со тоа искуство имате долго време проблем да го асимилирате, да го дигерирате, да го испроцесирате. Тоа е траумата. Така да има мали трауми, поголеми трауми, меѓутоа исто беше малку од гледна точка на професионалци, трауматско, да, треба да знаете дека тоа се екстремни услови каде што може каде што не се знае. Кој снимаше? Па меѓу другото и јас, меѓутоа Фејми Даут, еден од нашите најдобри сниматели, кога нели му искомунициравме каков е проблемот и дека ние немаме ништо, дури ни камера, ни снимател, ни дојда се собра Дарко Башевски, исто помогна во еден момент на некој. Така да Елена Мончели и сите од екипата кои има телефони и камери, јас потоа одев и дајте ми ги материјалите, така да ги користевме и материјалите од... Значи, на еден начин, тоа беше една аматерска продукција и тоа што ја носеше беше добриот дух и односно креативниот дух. Едноставно, ние не го контролираме креативниот дух, ние единствено создаваме услови во кои тој евентуално, ако сме доволно стрпливи, ќе дојде и ќе не посети. Значи, како што велат, нели, инспирација, вие не може да работите само кога имате инспирација, ако дојдете на работа, може да инспирацијата ќе ве посети, ако преседите тие од 8 до 4. Затоа што многу луѓе имаат некоја илузорна мисла дека, нели, уметниците се слободни, има и таков израз слободен уметник, инди, филмаџија. Ја таа слобода се уште не сум ја доживеал. Би сакал, сам веќе чекам 40 години на таа слобода. Имам се поголеми проблеми. Се помалку надеж дека постои таа слобода, едноставно во тие ограничувања ние мора да го најдеме. Така, но еве направивте еден проект во кој што немаше такви ограничувања, имаше поголема слобода, може така се каже. Максимална, значи имаме апсолутна слобода. И видете, ја она што го приметив уште првата работилница 21 дека како прво она што е специфично за таква институција дека тамо нема позор, значи нема преправање, нема као. Значи све е директно и све е отворено и све е чисто. Значи нема ништо задкулисно затоа што сите сме голи луѓе на некој начин. Да, тамо никој не се преправа. Можеме да видиме еден фрагмент. Можеме да видиме еден фрагмент од овој филм. Еве што предлагате за почеток? Да. Па дали сакате од пократок, од 1 минута или ајде нека биде подолгото. Подолгиот. И па ајде ќе видиме бајачката со ајде бајачката да со Вера Мицевска во главната ула. Така се надевам дека од режија ќе биде пуштен на тој сегмент кој што гледачите ќе имаат можност да го зошто да не. Пак има сон на работа? Пак ја мога за да работа. Немам жена да си легнам. По едно пиво може да викне само, меанџијата да викне да ни донесе. Викне. Ај меанџи, дај по едно пиво. Во сцената со бајачката, јас сум бајачка.
Мојата комшивка сакаше да манипулира дека јас сум бајачка, односно јас бев само една домакинка. се препија. Проблеми имала со жената, не знам и тоа да ми кажи. Чеки јас ќе појдам. Ај појди види ако кажи му таму со таа тревката. Колку го барате спас? Не е срамота ми кажа ја не за жена. Ќе одице кај сина, шоската бајачка. Кога се стигнат во Бабино, уште малку патот ти угоре, па десно се врти. Таму кај Јагнеша копа. Таму е сина, таму ќе керенете. Таа ќе ви баја. Вера се викаше Вера. Таа кај ќумурот таму, не се беше чепка во ќумурот. И Еро, и Васко, мислам, двајцата бе, и датата бе, и ние стоиме сите едни. И мајче, овие да ве прашаме нешто. Илјаш бараме за побратимо. Појди рече дека јас Илјаш правам. Меанџијата ја не прати. Аха, меанџијата. Ми кажа дека ти бајачка, тука не прати. Не, не сум бајачка, јас кој ве прати Стојна. А, Стојна не прати. Стојна? Тие рекла казала порано. Некој Илјаш. А шо мака имаш со дечко? Проблем со жената имам гелеми, не могу да направиме. Она работа. Она работа. Да ви кажам, виагриче да земите. Од апче е тоа, апче. Апче го пиеш, а не су бајачка јас, ви излажиле. Те биди се во ред, пријатно се најубо. Таа манипулација не и помогна неа на стојњето. Да кажам која беше комшивката. Па не знам, јас мислам не беше Ерол за на бајачка, ама ете лекот бил во аптека. Еве, се вративме во студиото. Железната тврдина е насловот на филмот. Зошто токму вака го формулиравте насловот? Па, верувам дека режисерот го има формулирано токму нели поради името на Демир Хисар, кој што од турски во превод би значило железна тврдина. Така. Дали учесниците преку улогите во овој филм си пронајдо нови идентитети? Пред камерите, но и зад камерите? Ова е веќе значи тоа е едниот аспект, едниот терапевски момент во филмот. А тоа е самиот чин на глумење, дека глумата ви овозможува да влезете во во кондори на некој друг човек, на тој што е спротив, нели? Да, и да ги доживеете тие емоции, таа ситуација да погледнете од поинаков агол, да видите, да искусите некои нови моменти за кои што не сте биле свесни. Како тоа влие од терапевски момент, аспект? И што говори искуството до сегашно? Дали овие алтернативни форми на арт-терапија ги дават посакуваните резултати? До сега да. Поготово доаѓа, например, до доста голема свесност. Значи, едноставно, кога ти ќе влезаш во нечи други кондори, како што кажа Митко, и кога ќе почувствуваш малку ситуацијата поинаков агол, кога ќе почувствуваш тоа на твоја кожа, ти се менува и перцепцијата за таа ситуација, ти се менува перцепцијата за тој човек, едноставно доживуваш нови емоции, искусуваш нови емоции и влегуваш во тој процес. И тоа знае да трае понекогаш. Не можеш директно да излезеш, меѓутоа остануваш во тој процес и се што е најважно е да прифатиш дека нешто се случува, дека да оставиш едноставно тие емоции да протечат низ тебе. Да оставиш сето тоа што го искусуваш да протечат. А сега имаме специфичности, зависи за која одредена, например, психичка состојба станува збор, зависи за која ментална болест станува збор. Секој си има нели посебно за здравата личност, ќе излезе брзо од улога, ќе знае како да ги изменаџира тие чувства, ќе знае како да ги изменаџира тие емоции, ќе знае све, меѓутоа од друга страна зависи во каква состојба, нели, се среќава, да кажам, човекот кој што искусува ментални потешкоти. Тука веќе имаме друг пристап во терапијата, други начини како да го вратиме назад, како да поработиме. Тоа е буквално многу убав процес, и процес за кој што навистина е потребно знаење, бидејќи мораш да имаш нум со какви личности, со каква состојба се соочуваш. И терапевтот, меѓутоа, и од другата страна да знаеш
се што ништо поминува. Така. А можете ли да забележите промена кај учесниците на почетокот и на крајот од проектот? Па, мислам дека има, вака видите, за да ги забележите тие промени, треба да сте некако во континуитет со лицата заедно, за да може, нели, да зборува. Мислам дека има позитивни исходи. Пред се мислам дека не само филмов и претходно нешто сме го работеле, дава некое чувство на самодоверба, дава чувство дека нешто се работи, дека даваат нешто од себе, нешто што им недостига кога сте затворени во една институција. Мислам, не е институција, кога сте затворени и да сте затворени во една соба и кога ништо не правите, имате некое секојдневие, сите тие активности надвор од тоа што се случуваат се од големо значење за самодовербата, за личноста. Мислам дека има промени, но сега да зборуваме за драстични промени, знаете, не би се осудила да кажам, верувам дека и со тоа што во иднина ќе го имаме филмот, нели, филмот и наредни активности што би можеле да ги имаме, ќе дадат некаков бенефит за нив. Мислам дека ќе има некое. Само да се надоврзам дека уметноста не може да излечи одредени психички состојби, ментални болести. Може да им потпомогне едноставно да го поминат тој процес полесно, да isprocesираат одредени работи. Меѓутоа да ги излечи како што, нели, обично знаат мене да ме прашаат дали ќе ми излечи. Ќе ти потпомогне да се огледаш одредени работи, да дојдеш до одредена свесност во однос на твоите можности и понатаму ќе видиме како ќе се одвива целата таа работа. И на тоа. Јас сакам да се надоврзам на слушнав неколку пати го спомнавте вакво алтернативна, зборот алтернативна терапија. И иако ние не сме нели доктори, јас не сум стручен, меѓутоа не сум сигурен дека се работи дека уметноста е алтернативна терапија, можеби таа е базичната терапија. Значи луѓето таа терапија постои пред така наречената во нели жаргонот лекарски англиска медицина. Значи постои традиционална, дали е арт терапија, дали е кинеска медицина и постојат нели современа медицина која се нели на деривати, на нафтени деривати, мислам, така, која се заснива и на фармацевтика. И сега една од примарните работи, може основни кои дури нели можеби гледачите не ги знаете, дека која е разликата меѓу психијаторот и психотерапеутот. И дека тие се комплементарни и дека ниеден не може да го замени другиот. Значи психијаторот се занимава со администрирање на лекарски дози на хемикалии, додека терапевтот има друг пристап кон таа. И тие се во синергија тие две. Мора да се работуваат за да имаме одредена напредок кај некоја личност. Се додека ние мислиме дека тоа е алтернативно, ќе мислиме дека лековите се решението, а тоа алтернативно бабини деветини, еве како во филмот Бајачката, па еве речи го проблемот со треви. Значи рационалниот момент постои во менталните институции исто како и во било кој друг сегмент на реалноста. Каква беше реакцијата на учесниците кога го погледна конечниот резултат од нивната се уште никој не го погледнал. Значи чекаме на премиерата во културниот дом, светската премиера ќе биде во културниот дом во Демир Хисар. А погледна некои фрагменти барем од тоа што го работеа во процесот на работата? Да, уште дури така, да. Мислам има некој омилениот не е меѓу избраните, дека се вика ветување. Тоа е приказна во која еден бербер под делство на алкохол го осакатува муштеријата нели се негодува и берберот ветува, си дава ветување дека веќе нема да пие. И тоа многу им се допадна затоа што имаше малку и хумористична нота. И во секој случај нашата програмска заложба беше да направиме филм кој ќе биде поведар и кој ќе има некако позитивен крај. Од таа причина што нашата реалност е доволно нели драматична и тмурна за сега да ја повторуваме и пред малите екрани. Значи едноставно никој не беше заинтересиран, а сигурно не за пушки, за пиштоли, за ножеви и така натаму, така да знаевме, значи самата насока на работилницата беше одредена од нели од бенефакторите. Од интересите на учесниците. Так. Значи и тука сакам да нагласам дека сцените кои што се креирани се плод на
мисловните, емотивните или внатрешните состојби на учесниците, тие сами си креираа сцени кои што ги одглумуваа потоа. Значи тоа е, како да кажем, не е нешто што е наметнато сега режисерот ќе им каже вие ќе бидете ова, не. Ајде да видиме што можеме да направиме заедно. Јас имам ваков проблем, е добро, ајде да креираме сцена која што ќе го ослика твојот проблем или не знам, ќе измислиме проблем, па ќе најдеме решение, па тоа ќе го снимиме, значи многу спонтано е. И значи режисерот не е режисер, туку е куратор, кустос на... Ние на некој начин не знаеме што се случува, него сме пуштени. Јас вака си мислам дека и јас сум дел од филмот, и јас се глумам себе си. Тоа е многу чудно искуство, значи да се глумиш себе си, ама како да ви кажам, значи немој да глумиш. Немој да глумиш, ама се глумиш себе си, така да мислам дека и учесниците, нели, од психијатриска болница глумат некој аспект од себе си таму некаде кој што тие нели го извадиле за време на тие разговори, па са сме креирале сцена и сите ние се пронаоѓаме можеби некаде, но и тоа е еден дел од процесот. Затоа мислиме дека добро е кога би имало нели повеќе вакви активности каде што би можело спонтано да се вадат тие работи што ги имаме во себе, како што каже Митко и Цветанка го потврди, медицина, она класична медицина без терапија или психотерапија, арт-терапија, која да е форма, мислам дека не би била успешна, затоа што таблетите можеби даваат некакви хемиски реакции во телото на човекот, ние се чувствуваме стимулирани или како да е, но си останува проблемот во нас. Најдобро е да го извадиме на површина, затоа е да зборуваме отворено, како што каже и Митко, кога одите во психијатриска болница, во психијатриска и јас така, а тоа е слободно место, значи немате чувство дека треба на некој да се докажете. Едноставно ги гледате луѓето како пријатели. И мислам дека треба да останеме на тоа, дека треба да се почитуваме, не треба да имаме поделби на тоа кој се наоѓа од другата страна на оградата, кои се тие луѓе. Значи сите ние сме луѓе и сите ние си носиме одреден товар со себе и треба да бидеме внимателни како пристапуваме. Ако можеме да помогнеме, да помогнеме. Мислам да си помогнеме сите взаемно на себе. Така. Во врска со таа слобода, јас уште во работилницата во 21-ва ја направив таа, го сватив тоа, дека луѓето таму имаат максимална слобода. Значи слобода до тој степен каде што не можеме да рачунаме дека ако речеме утре во 9 часот ќе се сретнеме за да правиме работилница, ако вие не се појавите, вие сте слободни и нема никаква, едноставно не се чувствувате добро. И тоа многу ми се допадна, дека едноставно, меѓутоа ми се допадна како човек, но не како професионалец. Така, затоа што добро, ќе чекаме до утре или задутре или доаѓа сите на време кога ќе се договорите? Не, види, значи така, треба да бидете нон-стоп, некогаш да, некогаш не, зависи. Нели зависи. Да, зависи од денот. И гости. Но приметив дека има еден аспект, и тоа е веќе, пошто ова е сепак емисија за здравје, дека не сум сигурен за слободата во однос на собственото тело, односно на терапијата. Значи, пациентите сигурно немаат слобода да ја бираат својата терапија, односно да решат дали ќе бидат, не знам како се вика, нели, под терапија. Да, и под која доза на терапија ќе бидат. Едноставно, значи, вие сте во апсолутна контрола на вашата личност и на вашите активности, но не во контрола на вашата терапија. И тука веќе работите излагаат надвор од наш домен. Тоа е само една блага обсервација. Така, но постои очигледно слобода во однос на психотерапијата, да се одбере форма на психотерапија. Дека тоа не е ништо обавезно и тоа е доброволно. Инаку терапијата не би била терапија која би била еднострана. Да, еднострана или од една страна или која би била наметната. Тоа не постои. Терапија која е наметната не постои, тоа е стега. А каков е ставот кај нас на населението во однос на терапијата со говор, да се каже што ми е? Дали постои убедување дека можеби апчето побрзо ќе го реши проблемот, отколку тоа да се отвориш пред некого и да си ја покажеш душата? Искрено, од моја досегашна пракса, 13 години во пракса, драго ми е што почнуваа да се менуваат работите. Дека порано беше да, ќе се напијам апче, ќе ми биде подобро. Меѓутоа, сега гледам дека стануваме повеќе свесни дека терапијата со зборување, ќе кажем, дава резултати. Меѓутоа, она што е терапијата што е со арт терапија, со цртање, преку изразување и така натаму,
И тоа е говор на некаков начин, Тоа е говор, тоа дури погласно зборува од било кој друг. Не си говориш само вербалниот говор е говор, така. Значи вербалниот говор ќе знаеме и да скриеме, за да изгледаме убаво како ќе не разберат, меѓутоа кога ќе го ставиме тоа на хартија, тука си соголуваме душата. Тука си соголуваме душата и едноставно затоа што арт-терапијата не ни е важна како ќе биде на крајното дело, важно ни е процесот. Како ќе се чувствуваме додека го правиме тоа. И обично, например, убаво е терапевтот да работи додека работи другата страна. Додека работи другата страна, работи терапевтот, со тоа што бариерата помеѓу јас ќе цртам, некој ќе ме анализира или ќе ме гледа, го нема. Затоа што во било која уметничка терапија нема интерпретација. Нема глумење, туку едноставно на крајта заедно доаѓаме до заклучоци. Каде што терапевтот е само носителот, односно го води патот, а од другата страна клиентот си доаѓа, пациентот си доаѓа сам до одредени заклучоци. И многу интересно, например, каде што значи работам со повеќе психички состојби, интересно е како комбинацијата на медикаменти функционира со психотерапијата. Некако се надополнуваат и како продолжува понатаму, едноставно како да кажам, доаѓаме баш до транкилите, до смиреност, до тој мир кој што го посакуваме, до на кое што подолго време го трагаме едноставно до себе, меѓутоа и до одговори кои што не смете така. Не сме биле свесни и сме ги барале истекот на годините. Можеме погледнеме тука уште едно парче од филмот, а потоа ќе продолжиме со разговорот во студијата. Акција! Хубаво временце, а? Како меѓу ти, бе? Кај на кон нас уđe? Што е во, Повинче има. Ти овај чокото? Хајде. Не е лошо, ајде да видиме што можеме да направиме, знаеш и ти. Пеке да го видам. Да имаш уве. Ти малце јас да видам што може да се направи овде. Текнува? Полет. Kako se vika, bea, ko čuje? Šarpo se vika, be? Evo je Marko vidio, bare šarpo, Marko, Odete tamo, ajde, nemoj. Митко, како се менуваше атмосферата за време на работата на овие филмски работилници? Па не станува збор само за атмосферата, како се менуваше содржината на она што го работиме, пошто таа не зависи од мене и не е предетерминирана од визијата на режисерот, сценаристот или продуцентот, туку е детерминирана од визијата на самите учесници. И една од учесниците, Гајтана Врбовска, беше заинтересирана повеќе за сценарио, инаку таа е филозоф и математичар по образование, инаку сокласничка на Игор Џампазов од гимназијата Орсе Николов, Ѓорѓе Димитров се избрав. И таа дојде со една идеја која е многу интересен концепт и праша, добро, ако никогаш не ве болел заб, а вие треба да глумите дека ве боли заб, како тоа ќе го направите? И тоа е многу логично прашање. Нели, на основа на кое искуство ќе посегнете за да замислите како изгледа човек на кого го боли заб? И сега во преносен смисол можете да замислите колку искуства вие сте имале кои јас не сум ги имал или обратно. И како е тоа дека ние можеме да и јас како нели режисер не можев да најдам некое нели решение за тој многу интересен концепт, постоеше некоја приказна и тоа е во сегментот кој се вика лична хигиена. И тоа беше толку комплексна една нели интелектуално комплексна нели конструкција дека навистина имавме проблем да
да ја артикулираме и евентуално учесникот кој глумеше Јане за време на сцената почна да зборува за неговите лични проблеми со неговата сопруга и така натаму. И евентуално сцената си ја доби својата финална форма и монтажерот рече дека па добро, таа како била замислена сцена нема никаква врска со тоа што го имаме како материјал, ќе направиме сосема поиграква сцена. И тоа е процесот на правење, затоа што да, можеби концептот бил таков, меѓутоа бил малку потежок и за режисерот и за екипата, па од тоа некако заедно спонтано со глумците се доаѓа некое посредно решение кое е поблиску до нивното собствено искуство. Значи имавте и гости, Игор Џамбазов, Синоличка Трпкова се појавува како дел од филмот. Така е. Да, Васко Тодоров, Тошо Малерот, Благоја Груевски, Атиџе Муратова, Дејан Смилевски монтажер на филмот и он помина речиси 2 години со мене во монтажна соба, барајки нели модуси, модели како да го склопиме проектот во целина. Исто да го споменеме Пол, нели, кој што Пол е еден од главните актери е Пол Гордон. Мој поранешен студент од 2000 почетокот на 2000-те, значи од пред 20 и кусур години, кој во меѓувреме кога последен пат го сретнав ми кажа дека после откако направил 2 филма како режисер, глумец и продуцент, во кој он исто и игра, дека сака да се занимава со психотерапија и денеска е во моментот да тоа студира, денеска и тоа го исто. После филмот тоа се случува. Иако е мастер по режија. Тоа е доста интересно. И тоа ме наведе да едноставно тој да го земе моето место и 23-та година кога се повтори работилницата, тој практично седна на мојата столица како нели да ја води работилницата, а јас ја превземав функцијата на тој што ја регистрира, што прави making of на целата работилница, односно што го прави овој филм кој е хроника на тоа како нели која е динамиката на една филмска работилница во здравствена институција. Каква е улогата на медиумите и на уметноста во намалувањето на стигмата околу менталното здравје? Огромна. Мислам дека доколку ние не се занимаваме со такви теми, дека таа стигма никогаш нема теоретски шанси да се надмине. Таа може да се надмине само преку овакви спонтани нели проекти кои се генерирани од самата нели средина, затоа што да не беше нели Јасмина со нејзината активност која е физички во многу блиску нели до самата институција, немаше ни јас да го дознавам тоа. Исто да биде јасно, овој филм се вика Железна тврдина, односно Демир Хисар со поднаслов Филмска работилница. Меѓутоа зашто постои исто Демир Хисар? Зашто е битно? Затоа што не се работи само за филмската работилница, ова е портрет на една на самиот Демир Хисар, значи има ние излагаме нормално, не е целиот филм не се занимава со работилницата, туку ги портретира и нештата наоколу и тоа е од моето лично искуство, нели кога имав 2, 3 или 2 недели слободни и нели одете со вашата камера и каде па добро, ако не можам да снимам тоа, ќе снимам нешто друго и така се роди таа идеја. Така овој филм освен како терапија, може ли да послужи како едукација за јавноста? Дефинитивно. Да, и тоа е, мислам дека дефинитивно е филмот кој што би го руши, значи ја руши стигмата за менталното здравје. Значи добиваме малку поинаква и појасна слика за она што се случува и како уметноста може да ни влие врз самите нас, врз нашето ментално здравје, како едноставно ни дава простор, слобода да го кажеме и да го изнесеме она што е во нас. И со тоа надвор, значи, добиваме малку појасна слика зошто всушност е важна грижата за менталното здравје и како всушност дека постојат и други начини, постојат и други форми каде што ние можеме да се изразиме. И не е простор за осудување, ни најмалку, никој нема ни да не осуди, ни да не покаже со прст, туку едноставно да бидеме тоа што сме. Има и еден друг момент кој ме наведе да размислувам и да го работам овој филм, а тоа е
нели откако почна пандемијата, значи од 2020 година, влеговме во еден период на некоја хиперсвесност што се однесува до нашето здравје. Станавме обседнати со нашето здравје. Значи цело време ние 5 години зборуваме само за здравје. Меѓутоа таа обсесија иде само во доменот на физичкото здравје и некако сите умешно ја го избегнуваат другиот дел од здравјето, од кој чив субјект сме многу повеќе. Значи ние не сме хоспитализирани, меѓутоа без наша собствена терапија, дали е хоби, нели, секој треба да го направи тоа што навистина го исполнува, да најде малку така да тоа е ова е време каде што навистина свесноста за потребата за ментално здравје, за одржување за ментална нега е вистинска. Ова е време каде што треба не да се зборува, туку треба да се делува и да не се остава нели целата одговорност да не се префрла на така наречената држава и државните институции и здравствените институции. Се извинуваме, тоа е тоа, во наскоро нема да биде подобро, мораме да се снаоѓаме. И така да, поради тоа велам, не е алтернативно средство, за жал некогаш и примерно. Затоа што не може секој да си дозволи да добие лекарска нега. Така. И тоа е луксус. Планирани се понатаму оваков тип на работилници повторно во психијатриската болница Демир Хисар? Па, за оваа година, 2025-та, за сега можам да кажем дека веќе имаме една активност, а тоа е музички настап за штетениците во болницата. Не знам кога ќе се реализира точно тој настап, тоа е во рамки на проектот Демир Хисар низ боите и звуците на уметноста. И гледам во рамки на тој проект кој што ќе му биде 4-то издание, секогаш да имам некаква активност која што ќе биде наменета за лицата хоспитализирани во болницата. И исто така имам план да реализираме една работилница и во септември некаде ќе има една изложба. Цветанка е гостинка и соработник, мислам гостинка и соработник во смисло таа е нели таа придружба во професионален аспект, физиогномски белешки се вика. Е насловена изложбата, ќе биде во галерија Метаноја и ќе бидат изложени дела кои што беа од оваа година, 2024 од работилницата и тоа што оваа година ќе се наслика за време на таа работилница. Па се надевам дека ќе имаме едно, мислам тоа физиогномски белешки, мене ми звучи доста интересно и баш моментот кога Цветанка зборуваше за процесот нели на работа за арт терапијата, ние имавме едно такво слично искуство оваа година, изминатава година. Имавме за цел да си се портретираме меѓу себе и овие цртежи што ви ги покажав беа дел од тој процес. Ние имавме јас за разлика од Цветанка која што е експерт, нели професионалец, психотерапевт, јас сум историчар на уметност и мојата работа е малку поразлична. Јас секогаш барам одредена естетика, мене нешто да ми нели некаква кога почнавме нели да се портретираме меѓу себе и затоа како почнавме да го работиме тој дел на портретирање меѓу себе, мене ми беше доста интересно затоа што некако што се ликовно изгледавме, нели се идентификувавме, но беше доста интересен психолошки момент и сакам истото тоа да го надоградувам и да го повторувам во иднина. Така, ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Го очекуваме официјалната промоција на филмот и се надевам дека ќе се видиме повторно. Благодариме. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на Тилма амбуланта. Ви посакувам пријатен ден.